Да, како што најавив, следна наша тема, снегот кој што падна и обично секојаш критиките наидуваат веднаш кон локалните власти, кон институциите, дека снегот ги изненади во јануари, во февруари. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов го имам на линковска линија. Вчера излезе информација дека имаме неколку отсечени села. Господин Ангелов, најнапред добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија. Кажете ми, излегува информација вчера дека неколку села во делот поречието практично се отсечени од цивилизацијата. Какви ви се најновите информации што ги имате? Па добро, вашето тврдење отсечени од цивилизацијата е малку строго. Јас би додал дека не само сега, туку секоја година кога имаме врнежи на снег, одредени села во нашата држава се отсечени од цивилизацијата. Затоа што се наоѓаат на такви места, на такви подрачја, каде што снегот зимно време е вообичаена работа, но тие луѓе се навикнати на тој начин на живот и однапред се подготвени како да реагират доколку истите бидат завеани и доколку немат пристап до, во наводници би рекол, цивилизацијата, известно време, но во некој, не дај Боже, случај, доколку во селата се појави потреба од дитна интервенција, доколку имаме болни луѓе, доколку некој остане без храна, доколку страдаат животните, кои што ги чуваат овие наши сограѓани, тогаш ние како институција ја преземаме координацијата и можеме да стапиме во контакт со соодветната друга институција и да упатиме помош во зависност од типот кој што е потребен, па дури вклучувајќи хеликоптери на армијата и полицијата во одредени потешки специфични случаи. Среќен ивно што живеат во поречието, па се научени на вакви наноси од снег, инаку да живеа во Австрија, може би ќе гледа Гармиш Партер Кирхен. Се шегувам, се обидувам да иронизирам дека се навикнати на таква ситуација. Проблемот е што не треба да видат навикнати на такви ситуации, затоа што предпоставам не треба снегот да не изненадува во јануари и во февруари. Јас морам да ве коригирам, бидејќи вашето тврдење не е точно кого го изненади снегот оваа година. Јас не видов ниту еден изненаден. Кога почна врнењето на снегот, Македонија пат веднаш излегува на терен и започна со чистење на автопатите и на регионалните патишта, на магистралните патишта. Чистењето се одвиваше паралелно со врнењето на снегот. Ниските температури беа тие кои што придонесоа до одредена лизгавост на автопатиштата, на регионалните патишта, така што сметам дека имаме една соодветна реакција. Нормално, особено во градовите, реакцијата секој пат може да биде подобра, но работиме на тоа. Јас би кажал дека ние како Центар за управување со кризи имаме координативна улога, ние имаме изработени оперативни планови, но и без тие планови сите граѓани знаат дека во нашата држава овој период од годината секогаш врне снег, така што не се согласувам со вашето тврдење дека некој беше изненаден. Јас не реков дека иронизирањето не беше на изненадувањето на снегот, туку на навикнувањето на луѓето да бидат научени кога има наноси такви, кога се недостапни практично. Дали вие сте отишли во тоа село? Еве една отворена покана до вас како новинар, заедно да ги посетиме некој од овие села, да поразговараме со жителите, да видите тие што ќе ви кажат. Па сигурно ќе ми кажат дека немаат пат, немаат вода, сигурно ќе ми кажат основните елементарни работи, али не е проблем, ако сакате ќе отидеме заедно. Сакате уште сега да отидеме. Ќе треба само хеликоптер да најмете, пошто не може како да стигнеме до таму. Може и тоа да се обезбеди. Ние сме држава, доколку некаде има потреба, ние како држава стоиме на располагање на овие луѓе, вклучително и употребата на хеликоптер. Не дај Боже, доколку нечи живот е загрозен, доколку нечие здравје е загрозено, верувајте дека луѓето ќе добијат благовремена помош и ќе бидат транспортирани онаму каде што за тоа ќе има потреба. Да. И не беше интенцијата сега да влеземе ние во дебата за проблеми кои што треба да ги решаваме кога нема снег. Проблемот. Сака повеќе да биде ова како технички разговор во смисла на тоа каква е ситуацијата. Слушнав од Автомотосојузот на Македонија дека на неколку места еве конкретно на Тетово Шапка дека не може автобуси додат. Кои се последните информации кои што ги имате? Веројатно собирате информации од утрова што е, како е ситуацијата во држава, бидејќи нискиве температури ќе продолжат до среда.
Конкретно во Тетово имаме информации, значи последните информации од пред половина час е дека имаме оттежнато движење во повисоките планински села, каде што се препорачува употреба на зимска опрема и без поголема потреба да не се напуштаат домовите. Висината на снежната покривка во пониските делови во Тетовско е околу 20 на сантиметри, додека на повисоките места е до 65 сантиметри. Регионалниот патот кој што води до Попова шапка постојано се чисти, но поради снежните врнежи, навеви, ветер, тој постојано се појава нов снег на него, но генерално тој е прооден, но јас сепак би сакал да ми дозволете најпрво да кажам дека снегот е благодет за земјата, снегот е благодет за земјоделците, затоа што користа од снегот е многу поголема од евентуалната штета која што би можела да биде предизвикана, бидејќи ние како институција која што се занимава со кризен менеджмент, однапред ги имаме предвидени местата каде што снегот може да предизвика штетни последици. Но сепак јас би рекол, нека заврне уште повеќе снег, тоа е добро за земјоделието, добро е за земјоделските посеви, но добро и воопшто за хидролошката состава и за нашите испразнети вештачки акумулации. Тоа дефинитивно, исто така и за почист воздух, ако ништо друго, барем се надишавме чист воздух со снегот. И сега дел од реакциите на граѓаните, господин Ангелов, беше, например, ние гледавме по социјалните мрежи или снимки како изгледаше стража кога врнеше снегот, па луѓе прашува проодно ли е, нели е проодно за враќање. Да, во секој случај треба да бидат внимателни во возењето, меѓутоа дел од граѓаните реагираат. Например, булеварот Партизанска е исчистен, меѓутоа и за тоа одговара претпоставам град Скопје. Меѓутоа страничните улици кои што се под надлежност Карпош, Центар, Киселово и така натаму, остануваат неисчистени. Сега кој одговара за тоа? Говорам не за улички, туку говорам за улици каде што имаме стамбени куќи, имаме станови каде што луѓе живеат, каде што треба да отидат до продавници. Сега на ниска температура знаете дека тоа е мрзне, дека е клизаво, дека тешко е за движење. Кој одговара за сето тоа? Можете ли вие како ЦУК, например, да му седете на градоначалникот и да му кажете тамо и тамо средете ситуацијата, вали имаме некој мало, не камионче кој што може да помине низ улицата, да фрле соли, да ги расчисти тие улички? Би сакал само прво да ги допрам планинските превои. Уште пред да се случат снежните врнежи, ние како Центар за управување со кризи предупредивме дека доаѓа ладно време со снежни врнежи, но воопшто сите граѓани беа запознати, бидејќи тоа неколку дена се вртеше низ медиумите, ладниот бран кој што дојде, сите знаевме дека ќе донесе снег, така што кога почнува да врне снег, што и да преземете, нормално е на превоите да има проблеми. Едноставно невозможно е во првиот наврат, особено кога времето е суво и многу ладно, кога снегот не се топи под одредена температура, знаете дека и солта нема соодветно влијание врз топењето на снегот, тука сме прилично немокни во првиот бран. Што се однесува до градските средини, еве конкретно би рекол во градот Скопје, секаде онаму каде што имаме автобуски линии на локалните автобуси, има надлежност градот Скопје. Значи, доколку некоја улица не е исчистена, а по неа минува локален автобус, тоа е одговорност на градот Скопје и доколку не е исчистено, одговорноста паѓа врз нив. Останатите улички, би рекол помали улици, но тоа не значи дека и на некоја поголема улица може да нема автобуска линија, спаѓат под локалната самоуправа. Градот Скопје и локалната самоуправа ги чистат овие улици со преку нивните јавни комунални предпријатија, воопшто и во цела Македонија локалната самоуправа. Но по потреба, значи поголеми врнежи, поголема лизгавост, може да бидат ангажирани било кои приватни стопански субјекти, значи фирми кои што располагат со ваква механизација која што е погодна за чистење на снег, нешто за што однапред се склучуваат договори за да не бидеме изненадени, како што рековте на почетокот на емисијата. За жал, факт е дека имаме слабости, тоа не може да го негираме, иако и локалната и државната власт со сета сила се трудат да ги намалат штетните последици и ризикот од снежните врнежи, од замрзнувањето, сепак постојат пропуси, но ние како Центар за управување со кризи имаме само координативна улога, односно ние може да се јавиме и да побараме одредено место да биде исчистено. Да не забораваме дека местата на самите улици, тротоарите, местата пред приватните домови, пред приватните фирми, дуќани и така натака, се во надлежност на самите
субјекти, односно ако имаме некаде продавници, тоа треба луѓето од продавницата да го исчистат, а собствените домови треба да ги исчистат влезовите и тротоарот самите граѓани. Би сакал да додадам дека се предвидени и казнени одредби, односно комуналните инспектори можат да казнуват за непостапување, односно нечистење на снегот и кон овие приватни стопански субјекти, и кон граѓаните, но и кон органите на државна управа кои што би постапувале несовесно. Да, тоа сакав да прашам, Или кој може да ги казни градоначалниците? Еве мене ќе ме казните, не сум го исчистил тротоарот. Кој ќе го казни градоначалникот што не ми ја исчистил улицата, а сум паднал, сум искршил нога, на пример? Градоначалникот ќе го казни господинот граѓанин на следните избори. Тие носат политичка одговорност за она што го прават, така да јас пред себе ја земал таа политичка одговорност, додека другата одговорност и казни не ги ни сметам толку ефикасни. Па тогаш да и нас казнувате на избори кога ќе дојде, пишете ни казна. Ти тогаш не го исчистих снегот. Вие не одете на избори, но граѓаните се тие кои што ќе одберат градоначалник кој што подобро ќе ги исчисти општините. Се разбира дека тоа е само еден од сегментите кога граѓаните носат одлука. Так. Мислите ли дека е институционален проблемот? Во смисла на тоа што дека ние действуваме тогаш кога нас ќе ни загори, кога ќе ни сгусни. Ние, кога ќе заварне снег неочекувано, например, за одредени краишта, ние тогаш сваќаме дека практично имаме едно возило кое што и то не е во функција. Па ги молиме приватните компании да помагаат, па излегуваме со трактори да ги чистиме улиците. Ова е секојдневие во голем дел од големите градови во 21. век. Ќе почнеме ли да размислуваме ние помалку институционално дека наместо да трошиме пари на глупости, да почнеме да ги опремуваме јавните комунални предпријатија? Нас ни се погоди ковид криза, па се собиравме, едва свативме, дури тога свативме во каква состојба е здравствениот систем, па почнавме да реагираме. Снегот неочекувано може да заврне во април, како што беше минатата година, но тој кратко трае. Врнање на снег во средината на февруари воопшто не е неочекувано. Не ме разбирате, господин Ангелов, на неочекувано, мислам... имат одговорност. Се согласувам со вас, морам да потврдам дека се согласувам со вас, државните институции имаат одговорност, тие треба да бидат подготвени, не смеат да си дозволат, како што рековте вие, доколку има таков конкретен случај, да имат само едно возило, кое што при тоа може да не е функционално за чистење на снег, кој што известно е дека ќе падне. Прашање е дали ќе го имаме неколку дена или неколку недели, но известно е дека тие неколку дена или неколку недели на граѓаните животот ќе се одвива оттежнато и затоа и ние како Центар за управување со кризи апелираме и вршиме притисок и до политичката власт, односно до локалната самоуправа, но и до сите институции и локални државни, посериозно да се зафатат со оваа работа и воедно во тека изработка на еден нов оперативен план, кој што ќе има еден нов пристап, каде што малку посериозно ќе бидат сватени овие моменти, бидејќи врнењето на снег е нормална појава во Македонија и мораме како држава посериозно да се однесуваме кон овој момент. Господин Ангелов, кои се вашите ингеренции во оваа насока? Вие што може да направите освен да координирате и добивате информации? Можете да реагирате оному каде што е потребна помош или? Основната работа е проценка на ризик. Како Центар за управување со кризи, овде има извонреден тим кој што со години наназад изработува проценка на ризик. Значи, секое врнање на снег, секоја смрзнатина на еден тротоар предизвикува ризик врз нашите граѓани, кои што може да паднат, да се повредат, па некој може и да загине. Понатака, нашата улога е координативна, односно овие институции кои што се задолжени за чистење на снегот, како што е Македонија пат, јавните комунални предпријатија, па и други приватни субјекти кои што би биле ангажирани, да ги координираме доколку за тоа се појави потреба. Доколку ние денес на нашиот телефонски број 195 добиеме повик дека имаме блокирани жители во одредено село кои што имат проблеми здравствени или немат храна, ние ќе преземеме мерки или патот до таму
да биде исчистен побрзо од вообичаеното, доколку е тоа можно, или да ги извлечеме на друг начин. Но истото тоа се однесува и внатре во самите урбани средини, па и во најурбаните места во Македонија, бидејќи сме сведоци дека и во општина Аеродром, и во општина Центар, Карпош, и на секаде низ Скопје снегот направи одредени проблеми, но сепак треба да бидеме свесни дека колку и да сме однапред подготвени, во моментот кога снегот паѓа, првиот удар секој пат е лош и граѓаните треба да се воздржат од непотребно движење, бидејќи службите релативно брзо реагират. Еве во Скопје булеварите се чисти и проодни, главните тротоари се чисти и проодни. А ние како Центар за управување со кризи во текот на денешниот ден преку нашите служби постојано ќе вршиме притисок и координација помеѓу надлежните субјекти. Сега е зима, очекувано е да има снег, а ја кога говорев за неочекувано, мислев на наносите од 30, 40, 50 сантими да се задржат неколку денови. Например, како Центар за управување со кризи, разгледувате ли состојби во моментот, бидејќи еве зимата ќе помине? Да видиме какви ни се на нас ситуацијата со пожарникарските возила, затоа што доаѓа лето. Летото Македонија е склона на избувнување на пожари, на подметнување на пожари. Може ли да гледаме ние, доаѓаме ли до време кога веќе треба да почнеме да размислуваме нанапред неколку месеци, една година, дај доаѓа летото, може би пожари, да видиме колку сме подготвени, што сме подготвени, колку имаме противпожарни возила на готовци, така натаму, за да не ни се случува како сега да падне снег, па да имаме една механизација и таа да не работи. Нашата држава со години наназад врши успешна проценка на местата каде што може да се појават пожари, брза реакција и гаснење на пожарите, кои што повремено знаат да земат малку поголеми димензии, но ако погледаме многу поорганизирани држави, како што се Соединетите Американски држави или Австралија, каде што изгореа цели населби од урбани градови, но во овој момент само би најавил еве ексклузивно во вашата емисија, дека комплетно целиот систем за управување со кризи, кој што во овој момент е составен од Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, но и неколку други субјекти на локално ниво, вклучително и противпожарните служби, започнавме еден процес на комплетна реформа, каде што овие работи треба да бидат надминати, бидејќи во овој момент, додека ние разговараме, надлежноста врз противпожарните служби ја има локалната самоуправа и тие немат централизирана команда на ниво на држава, нешто што знае во одредени моменти да создава одредени проблеми, но ние како Центар покренавме ваква иницијатива и во следниот период ќе излеземе со едно ново функционално решение кое што потоа треба да се преточи во законски текст, за да целиот тој систем за управување со кризи стане пофункционален и да дава побрз одговор на сите оние, не би рекол непредвидени работи кои што не се несакани, но можеме да ги предвидиме, како што се пожарите летно време. Тие колку и да се несакани се случуваат и ние мора да бидеме подготвени за брза реакција, а овде нашиот центар има клучна улога во координирањето, бидејќи при гаснење на пожари покрај противпожарните служби може да биде ангажирана соодветна механизација од приватни субјекти, армиските хеликоптери, авионите на Дирекцијата за заштита и спасување, самите граѓани кои што исто може да учествуваат во непосредно гаснење и така натаму. Јас ви убедувам дека во следниот период целиот систем за управување со кризи ќе има одредени подобрувања, се разбира тие подобрувања ќе ги направат најдобрите професионалци од оваа област и најдобрите теоретичари од оваа област кои што ги имаме на располагање. Пожари, снег, поплави, значи не говориме лично како Стојан Чангелов, говориме како држава колку сме подготвени на елементарни непогоди. Мислам дека малку е незгодно да се споредуваме со Америка, не да Боже да дувне една Катрина во Македонија, мислам дека ќе не срамне не цук, ниту Свети Цук нема да помогне. Во оваа насока, ние имавме на поплава во Стајковци, се сеќавате каде што загина колку луѓе, што беше една голема трагедија. Во оваа насока, затоа не сваќате лично, колку државата, без разлика кој е на власт, како држава е подготвена да одговори на елементарни непогоди, на еден COVID-19. Вие побогу имате најави дека за 3-4 години доаѓа уште пострашен вирус. Како
држава ние имаме функционален систем за справување со кризи, но факт е дека има многу слабости. Тоа е една од причините која што го прифатив предизвикот да ја водам оваа институција, значи не само нашата институција како Центар за управување со кризи, туку целиот систем за управување со кризи, кој што има повеќе сегменти, кој што е раслоен и од централен аспект имаме државни институции, локални институции, но и функционално, ние треба комплетно да го рекомпонираме, но за тоа би ви зборал повеќе во некоја друга емисија, може специјално на оваа тема, но се согласувам со вас дека не е доволно функционален, а с моја проценка од моето скромно директорско искуство од 3 месеци овде е дека ние имаме извореден човечки потенцијал, имаме изворедни професионалци кои што си ја знаат добро работата, но изворедни теоретичари кои што ја работат оваа област, држат предавања од оваа област, па по потреба можеме да користиме и поддршка и помош и од меѓународни организации и други држави, така што верувам дека во следниот период, тоа секако дека нема да биде толку брзо, но во следните 5-6 месеци до една година ние ќе понудиме една сосем нова концепција која што ќе даде многу подобра проценка, но и подобар брз одговор на евентуални штетни последици при елементарни непогоди кои што е известно дека се случувале и ќе се случуваат во иднина. Говоревте за проценки на ризици. Каде може да се види проценката? Впечаток е дека нема практично една единствена проценка на ризици и закани. Зошто, например, во услови на кризна состојба е суспендирано преговарачкиот комитет преку заседавање на главниот координативен кризен штаб, кој е формиран и делува, се чини надвор од сите закони. По кој закон? Морам да ве вратам една година назад, во моментот кога беше формиран главниот кризен координативен штаб во нашата држава немаше политичка влада, имаше техничка влада и воедно имавме прогласена вонредна ситуација, бидејќи вонредна состојба, се извинувам, бидејќи не беа исполнети условите за прогласување на кризна состојба. Во вонредна состојба не можеше да биде активиран главниот штаб, кој што сега пред неколку месеци е активиран. Токму од тие причини, за да се премости тој, би рекол, правен вакуум, беше формиран тој главен кризен координативен штаб, кој што беше предводен директно од техничкиот премиер Оливер Спасовски и во кој што беа вклучени клучните министри од тогаш техничката влада, меѓу кои што имаше и од позицијата и од опозицијата, и сметам дека тоа беше еден добар одговор на пандемијата со COVID-19, бидејќи на тој главен кризен координативен штаб на лице место се носат одлуки без губење на време. Односно, ние утрово имавме таков штаб, кој што сега беше предводен од премиерот Зоран Заев, доколку Комисијата за заразни болести предложи намалување или зголемување на мерките, ние директно на тој штаб може да донесеме сосем поинаква одлука, која што потоа само формално поминува на влада. Додека ние како главен штаб, кој што функционира при Центарот за управување со кризи, ние можеме истото тоа да го предложиме, но ланецот на командување е таков да ќе бидеме поспори, но токму за текнатата состојба и успешното функционирање на тој главен кризен координативен штаб беше причина тој да продолжи да функционира. Во следна ситуација, кога би имале политичка влада, би немало потреба од формирање на таков штаб во самата влада, бидејќи законот понудил решение тој штаб да биде при Центарот за управување со кризи. Па зошто сега работи главниот штаб во услови на криза? Затоа што е наследена состојба, како што веќе ви реков, и ако тимот кој што победува не се менува, би искористил една спортска изрека, затоа што сметам дека како држава, без разлика на критиките, успешно се справуваме со COVID-19, затоа што имаме апсолутна контрола врз болеста, нешто што го зборуват бројките, особено од последниот период. Ние имаме стабилна ситуација во нестабилно време, кога голем број европски држави, би рекол многу понапредни од Македонија, се комплетно затворени или имат многу порестриктивни мерки, ние со релативно полабави мерки имаме солидни резултати во поглед на ширењето на болеста. А кога говорев за државата, господин Ангелов, кога можеме да очекуваме реформи на системот за управување со кризи,
Например, дали сте вие за обединување или заедно на ЦУК со ДЗС, на Центар за управување со кризи, со Дирекција за спасување, заштита и спасување? Во овој момент, како ЦУК, работиме на формирање на стручно тело. Има две варијанти, едното е да биде од нашите капацитети, другото е да биде пошироко со други институции, научен кадар во него, професори од соодветните институти, кои што би понудиле таква концепција. Во овој момент мојот личен став е ирелевантен, бидејќи овде затекнав инзворедни луѓе, ќе повторам, кои што имат инзворедно професионално искуство, а воедно во меѓувреме и теоретски се подготвени. Во самиот ЦУК има неколку доктори на науки и неколку магистри од областа на кризниот менеджмент. Зборувам за инзворедни, реални магистри и доктори, кои што навистина знаат состојбата и тие ќе кажат каков ќе биде нашиот систем за управување со кризи, а не јас. Моја работа е само да ги изменаџирам, но јас сум оптимист и во овој момент гледиштето кое што е најзастапувано во Македонија е дека од сите институции треба да биде формирана една институција, значи не зборуваме ние за механички спојувања, туку за формирање на една функционална институција која што би вршила и подобра проценка и во сите аспекти, вклучително исправувањето со последиците, би имала поголем успех. А сега се користи ли управувачкиот комитет? Имам чувство дека не се користи. Каде овде, например, координацијата во услови на кризна состојба? За да разјаснам на гледачите, Центарот за управување со кризи врши координација, но во случај на потреба од прогласување на кризна состојба заседава група за процена, која што е составена од директорот на Центарот за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, но и сите останати директори на разузнавачки, контраразузнавачки служби, Министерство за здравство, транспорт и врски и по потреба било кој кадар од државна администрација кој што може да даде квалитетна информација. Оваа група за процена носи одлука дали се исполнети условите за прогласување на кризна состојба. Доколку тие проценат дека состојбата е сериозна и дека треба да биде прогласена кризна состојба, потоа таквиот предлог се упатува на управувачкиот комитет, кој што е високо владено тело, составено од министрите за внатрешни, надворешни, одбрана, транспорт и врски, здравство и јас, во случајот јас како раководител на групата за процена. Управувачкиот комитет е тој кој што ја потврдува или отфрла одлуката, барањето за прогласување на кризна состојба, а потоа повторно имаме уште едно ниво, тоа е владата која што ја прогласува кризната состојба, но и овде имаме едно законско ограничување, односно владата смее да прогласи кризна состојба на целата територија или на дел од територијата на републиката во трајање од најдолго 30 дена. Доколку треба продолжување на кризната состојба, веќе доаѓа во надлежност на собранието, кое што може да ја продолжи кризната состојба на подолго време. Так. Значи, целиот систем, морам да кажам дека е доста сложен и комплициран, па за граѓаните би рекол и недоволно разбирлив за дел од граѓаните, но ние имаме начин, имаме модус да го упростиме овој систем, да биде значително побрз, пофункционален. Привршувам со она со што почнавме, управата за хидрометеоролошки работи кои што ги вклучивме утринова со сервисните информации, велат дека ниски температури ќе имаме до среда. Кои се вашите информации на што треба да внимаваат граѓаните? Снег барем за сега не слушнав, меѓутоа ниските температури ќе значат голомразица. Во секој случај на што треба да се внимава, што е онака што како информација секојдневно го добивате? Граѓаните верувам дека многу добро знаат на што треба да внимаваат, бидејќи оваа состојба се повторува секоја година. Нормално дека без разлика на трудот кој што го вложува локалната самоуправа и централните институции, голомразици и замрзнати патишта ќе имаме на одредени места, луѓето мора да се движат со зголемено внимание, особено при управување со моторни возила, затоа што може десетини, 20 километри да се чисти, на одреден мост да имаме замрзнати само 5-6 метри, кои што се доволни за предизвикување на тешки последици врз животот и здравјето на граѓаните. Се работи само за неколку дена, нека бидат со зголемено внимание. Верувајте дека ние како
држава ќе направиме се за да го олесниме животот на граѓаните овие денови, но невозможно е се да биде исчистено и воедно апелирам и до самите граѓани, нека исчистат пред своите влезови, нека исчистат пред своите дуќани, вработените нека поминат на тротоарите, за сите заедно солидарно да ги направиме нашите места на живење побезбедни. И само кажете и на градоначалниците да фрлат сол, пошто гледам имаше негде кај Трнодол, кај Жданец, карамбол на автомобили, па дури некои си исполизгале глави и спокршиле. Мислам, ние ќе се исчистиме и нив само упатите им на порака. Додека зборувавме, ја добив ова информација на каде е фрлано сол, но веднаш по ова кратко интервју ќе преземеме мерки, барем оно што е до нас, ќе упатиме апели на секаде каде што не е постапено да се фрли сол. Така. Благодарам што бевте дел од Студио 10, а мислам дека е и време за една поголема дебата и анализа кога е во прашање не само Центарот за управување со кризи, воопшто кризните состојби, дебатирањето и да видиме како држава да ги поставиме приоритетите на каде ќе целиме. Тука ќе ви бидеме благодарни доколку помогнете во тој процес, бидејќи ни е потребна јавност и сите граѓани, особено стручните профили, можат да дадат свој допринос при вообличувањето на новиот систем за управување со кризи на ниво на држава. Благодарам Стојанче Ангелов, директор на Центарот за управување со кризи, за актуелните случувања, состојби поврзани со врнежите од снег, високите наноси, кои што слушнавте делови, неколку села беа одсечени практично поради високите наноси од снег. Во секој случај внимателно оному каде што не е расчистено, бидејќи е подмрзнато секаде, ако немате потреба, не излегувајте ова генерално за повозрастните луѓе за да направите уште поголема белја. Оние кои што се во своите автомобили исто така да внимаваат кога управуваат со своите возила, бидејќи е навистина подмрзнато и веројатно така ќе биде, бидејќи информациите се дека дури од четврток, како што велат хидрометролозите, можеме да очекуваме зголемување на температурите, односно повисоки температури, засека ќе бидеме во минусни температури.